Поради случувањата во Украина и Русија, Народната банка на Република Македонија предвидува раст на цените на пченицата и на гасот, кои ќе ги почувствуваат граѓаните на Македонија, но главно тоа нема лошо да се одрази на позитивниот тренд кој го очекуваат за економската состојба за 2014 година. Растот за оваа година е проценет за 3,7%. Ризиците за една мала економија како македонската доаѓаат главно од меѓународното окружување. Во моментот најголемите ризици се поврзани со кризата во Украина и односите меѓу Русија и западните сојузници. Случувањата таму веќе предизвика мал пораст на цените на пшеницата и пченката, доколку дојде до ескалација на односите меѓусебни трговски ембарга, тогаш веројатно ќе дојде и до пораст на цената на нафтата. Можно е очекувањата за закрепнување на Европската Унија од 1%, која што е во моментот, да бидат нарушени, да бидат променети надолу, и тоа секако би имало влијание и врз нашата економија, бидејќи нашиот извоз главно оди во Европската Унија. За оваа година очекуваме да продолжи оној позитивен тренд на економски раст од минатата година. За сега податокот за минатата година е 3,1%. Оваа година очекуваме тоа да се зголеми на 3,7%, иако во наредниот месец ја почнуваме новата рунда на проекции со која што ќе видиме каде отстапуваат нашите проценки и претпоставки и можеби ќе дојде до ревизија на оваа бројка. Предавање на тема предизвиците на монетарната политика на Република Македонија, гувернерот Димитар Богов денес одржа пред студентите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Имаше многу интересни и добри прашања од студентите. Очигледно тие се добро информирани, имаат веројатно добри сознанија од наставата која што следат, но и ги следат веројатно дневните случувања, така да прашањата главно беа околу монетарната политика во Македонија, околу курсот на денарот, исто така за движењата во банкарскиот сектор и кредитирањето на население корпоративен, дали има изгледи повеќе да се насочи кредитирањето кон корпоративниот сектор. Имаше едно прашање од аудиенцијата. Тоа повеќе беше констатација дека Народната банка веќе изгледа многу поотворена за комуницирање со сите стейкхолдери и гувернерот е еден од тие чинители кои допринесе за ова отварање. И особено пред студентите кои се идните вработени кои ќе допринесат за развој на овој сектор. Така што задоволство ни беше да директно од гувернерот студентите ги слушнат неговото искуство, неговите видувања, неговото размислување, расудување и кој ќе им помогне студентите да освен знаењата, значи да стегнат и вештини кои се пренесуваат од професионалци кои успешно ја вршат својата работа. Како што гувернерот Богов рече во своето предавање пред студентите на Штуловиот универзитет, Македонија ја очекуваат подобри времиња. Од септември 2012 година се бележи континуиран пат на цените, раст на странските инвестиции, но и на домашните инвестиции.